Добро вечер, јас сум Трендо, ова е новото издание на квизот Кој сака да биде милионер? Не? И уште 10 минути до квизот, а? Епа, дај ќе смислам нешто за да го пополнам време. Ај вака да пробаме. Здраво, јас сум Јофе, а ова е ексклузив со Јофе на рапорт. И зашто да правам муавет сега? За економија? Готово. Сега ќе ја решиме економската ситуација во држава. Поминаа 4 години од победата на ВМРО-ДПМН на парламентарните избори. Предавничките медиуми и новинари повторно се анализи кои немаат врска и кои единствено служат за заскривање на успесите на нашата преродбеничка влада. Она што значајно требаше да го забрза економскиот пулс на земјава беа инвестициите. И оние на државата, и оние на приватниот сектор. Но дали потврли клучниот адут на оваа власт? Да потврли? Ало бе, шо ти е тебе? Преродбата никогаш не потврлува. Пази ова. Македонија покрај светскиот рекорд во невработеност за кој изборувавме минатиот пат, сега може да се пофали со уште еден рекорд. Според Виенскиот институт за меѓународни економски студии, Македонија е шампион и по директните странски инвестиции на територијата на југоисточна Европа. Ма не сме нормални бе. Уште еднаш покажуваме дека сме најдобри и дека ги правиме парче сите останати. Овој пат на светското првенство во странски инвестиции. Во регионот сме први со 180 милиони евра странски инвестиции за минатата година, а најголеми лузери од регионот се хрватите со милијарда и 875 милиони евра инвестиции. Први сме и во категоријата директни странски инвестиции по жител. Таму имаме скор од 88 евра, а на дното на табелата по оваа ставка се кој друг ако не најмрзливите, црногорците. Тие има скромни 1498 евра инвестиции по жител. Значи, да, најаки сме бе, најаки. А освен што добро кокетираме со странците, прекрасни сме и на домашен план. Најпрекрасното во економијата е приказнато минатата емисија за долго на државата кон стопанството. Колку се и кај се парите, никој не открива. Следен на испитното столче министерот за економија Фатмир Бесими. Принципијално и колегијално е, бидејќи тоа е ресор на Министерството за финансии и Управата за јавни приходи, најсоодветни одговори да добиете од тие институции. Вие ги знаете Јас ги следам. Да, следам и тоа, следам и ова светско првенство. Кога сме виде кај него, брат, дали ја видела Риса? Иако не победи Парагвај, сепак се слече гола. Алал да е, секоја чест. Камо такви да бе овие кај нас и да си го држуваат спорот. А ја октоподон пол, брат, закон е. Закон. Да си бев паметен и на секој типување да ставав пари на тимот за кој типуваше, сега ќе имав кешарица за да им ги вратиме парине на фирмине. И да, подгответе се. Ќе ви откриеме на тајна, чувана далеко од очите на широките народни маси. Октоподов, што мислите како погодува и како испаѓа над преварија според неговите предвидувања? Ќе ви дадам малку помош. Ви значат ли нешто иницијалите БЦ и името ТАТ? Да, добро погодувате. Бранко Црвенковски, почитувани гледачи, е вмешан во аферата Октопод. Откако вети дека ќе го фати Октоподот во 97 година, тој му избега, Бранко сиве овие години шеташе по светот и го бараше. Годинава бил во Германија, го киднапирал Октоподот пол и сега го тера да прогнозира која екипа ќе победи на светското првенство. Откако ќе прогнозира, лицето БЦ ги мести на преварите за да испаднат онака како што прогнозирал неговиот Октопод. Да бе, убаво вика Бичиклиски дека Бранко треба да се засрами за ова што го прави. Мислам, стварно е срамота така да злоупотребуваш едно невино суштество. А знаете како го убедил Октоподов да прогнозира? Му ветил дека ќе му вработи по еден член од секое семејство. Да бе, да, малку е познато, ама Октоподов е оженет дури 7 пати со 7 различни октоподки и има еден куп мали октоподчиња. Лудница.